Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Во Тетовскиот суд во врска со случајот за пожарот во модуларната болница денес беа испрашани последните тројца сведоци. Замрзнувањето на цените нема да влијае на трошоците и на приходот на земјоделците, оцени министерот за земјоделство. Вчера во гостиварската болница бил донесен 53 годишник кој се здобил со повреди, додека извршувал работни задачи во фабрика. Во Тетовскиот суд во врска со случајот за пожарот во модуларната болница денес беа испрашани последните тројца сведоци, предложени од одбраната на обвинетите. Кривичните дела за кои се товарат се однесуваат на тоа дека во објектот немало противпожарен апарат и дека во болницата биле присутни лица кои не биле пациенти. На следното рочиште ќе бидат дадени завршни зборови, пошто ќе следи и пресуда. Со сведочењето на тројца вработени во Тетовската болница денес заврши доказната постапка за случајот кој се води во Основниот суд во Тетово за пожарот во модуларната болница во кој загинаа 14 лица. Лице за обезбедување, лице за одржување на објекти и докторка одговорија дека забележале противпожарен апарат. На вратата имало надпис забранет влез за невработени, а докторката рече дека медицинскиот персонал кој бил на работа бил одговорен за смената. Тоа се всушност прашања кои се однесуваат на кривичните дела за кои се товарат обвинетите, односно поранешните директори Флорин Бесими и Артане Теми за тешки дела против општата сигурност, доктор Бобан Вучевски за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, како и правното лице Клиничка болница за истите дела. И денес пред судот се одржа мирен протест за поддршка на доктор Вучевски, на кој присуствуваа и негови колеги. Затоа што колегата доктор Боби е еден од најхуманите луѓе кој што за време на целата пандемија, додека владееше ковидот, 24 часа, 7 дена беше на работа. Зарем овој наш колега немаше семејство, немаше своји деца. Тука треба сите да ја докажеме и да го поддржиме нашиот колега. За жал, навистина многу ми е жално да го кажам ова, нашите добри стручнаци, нашите добри колеги, хумани, вредни, на овој начин се наградуваат. Колегата не беше крив, зошто има посета во болничките соби. Тука сум за поддршка за доктор Боби. Едноставно, мислам дека е неферски ова што му го направија на него. Да најдат некои да жртвуват. На следното рочиште, закажано за 25 месецов, ќе бидат дадени завршни зборови, пошто ќе следи изрекување на пресудата. Замрзнувањето на цените нема да влијае на трошоците и на приходот на земјоделците, туку на сите оние кои сакаат да профитираат на грбот на граѓаните, оцени министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. Тој информираше дека се направени потребните анализи, во кои јасно се дефинирани производствените трошоци на земјоделците, но и откупните цени што се плаќаат кон нив. Ние ги направивме соодветните анализи за кои што бевме задолжени, многу прецизно, многу детално, многу јасно, во кои што се дефинирани производствените трошоци на земјоделците, но и откупните цени кои што се плаќаат према земјоделците. Од тие анализи произлегува дека најголем дел од цените кои што граѓаните ги плаќаат, вие ги плаќате, сите ние ги плаќаме, одат за маржа, не одат за земјоделците. А во овој момент го немаме тоа домашно производство и затоа целосно нашиот предлог беше, односно мислење, дека во овој момент нема проблем во делот на домашното производство на производи, односно замрзнувањето или ограничувањето на овие цени нема да влијае на трошоците на земјоделците и на приходот на земјоделците, туку ќе влијае на сите оние кои што сакаат да профитираат на грбот на граѓаните. Односно, целокупната цена во најголем дел е формирана и најголема застапеност има маржата. Со раноградинарите
а и со оние кои што имаат оранжериско производство, Министерството вчера одржа состанок во рамки на Министерството со надлежните сектори, сите нивни барања, податоци, информации, секако дека ќе ги разгледаме, ќе ги имаме во предвид, ќе бидат проанализирани да видиме колкави се трошоците, особено тука станува збор за оранжериското производство, каде што навистина цената на чинење на производството е повисока, меѓутоа Министерството и минатата година беше спремно во секој еден поглед да ги поддржи земјоделците, единствена земја во регионот која што даде поддршка за покрај за редовни субвенции зелена нафта и за набавка на вештачко ѓубриво преку интервентниот фонд. Ние оваа година имаме обезбедено средства во интервентниот фонд за мерки и политики кои што ќе бидат потреби во текот на целата година. Така да инструменти имаме, ќе ги проанализираме овие исто така податоци. Уставни измени само доколку го рефлектираат мултиетничкото општество на државата. Ова е одговорот на новинарското прашање до тетовскиот градоначалник и военно председател на движењето БЕСА Билјалка Сами за предлогот на Христијан Мицкоски при уставните измени да се земе хрватскиот модел. Ние сме отворени да разговараме за секаков модел кој го рефлектира реалноста во Северна Македонија. Македонија е мултиетничко општество и државата треба да биде регулирана за да ги рефлектира правата и обврските на граѓаните согласно нивните различности. Така да секоја дискусија поширока за уставна регулација на државата за нас е добре дојдена. Сме заинтересирани да бидеме дел, но не сме заинтересирани да разговараме за било каков модел кој не рефлектира на мултиетничкиот карактер на општеството во Северна Македонија. Огнената група на ДУИ од денеска и официјално функционира како фракција на ДУИ. Ова членовите на групата го соопштија на денешната пресконференција. Функционираме си групи veçant në kuadër të partisë. Ние и официјално денеска ви се обраќаме како фракција на Демократската унија за интеграција. Ние сметаме дека е демократски чин изразувањето на поинакво мислење, функционирањето како посебна групација во рамките на нашата партија, што и помага на партијата да ги коригира пропустите во текот на своето функционирање и ориентација на организацијски и политички план. За жал, 3 години поред алармираме дека не се почитува статутот и програмата на Демократската унија за интеграција, што најдобро го докажува неформирањето на партиски тела за овие години. Меѓутоа, денеска стоиме пред вас како фракција, додека ДУИ е нашиот дом, кој сме го граделе со сите сили и не да го извалка некој. Сакаме со најголема транспарентност да ја информираме прошироката јавност дека во ДУИ постојат двојни стандарди за време на дебатата и одлучувањето. Нашиот предлог за гласање доверба на министрите во највисокото партиско тело, Генералниот совет, на арбитрарен начин беше одбиен. Денес и пред јавноста сакаме да информираме дека органите на Демократската унија за интеграција не функционираат според статутот, партиските избори кои се организира пред 1 година во повеќето ограноци на ДУИ, заедно со назначените координатори, се нелегитимни и нестатутарни. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на СВР Тетово. Вчера околу 16 часот и 30 минути во гостиварската општа болница Ферит Мурат со тешки телесни повреди бил донесен 53 годишник од гостиварско Врапчиште. Според пријавеното, тој се здобил со повредите додека извршувал работни задачи во фабрика покрај регионалниот пат Гостивар Градец. Увид извршила екипа од оделението за внатрешни работи Гостивар. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 16 часот и 15 минути во Тетовска Мала Речица со судска наредба привеле 52 годишник од ова село,
кој се барал за издржување затворска казна. Лицето било спроведено во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Вчера вечер околу 22 часот и 15 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 27-годишни косовски државјанин, кој непријавено престојувал на подрачјето. А кој половина час пред тоа бил пријавен од неговиот помлад брат, дека него и нивната мајка физички ги нападнал. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот и ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера од 10 до 16 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акциска контрола за техничка исправност на возилата, во која биле откриени и санкционирани 2 возила, односно возачи со неисправни сопирачки. Едно возило со истечена регистрација, а едно возило не се јавило на технички преглед. Технички неисправните возила веднаш се исклучени од сообраќај, додека на возачите изготвени им се соодветни поднесоци, како и на возачот кој не се јавил на преглед. Покрај ова биле санкционирани 5 возачи кои управувале без возачки дозволи, 3 возачи кои користеле неатестирани фолии на стаклата и 17 други видови сообраќајни прекршоци, а со соодветни поднесоци биле заокружени и 26 непрописно, односно погрешно паркирани возила. Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово пак вчера вечер од 20 до 23 часот на Тетовскиот дел од автопатот Гостивар Тетово Скопје, со користење на така наречениот ноќен радар, спровела контрола на возилата за брзина со која се движат надвор од населено место. При контролата биле преземени вкупно 14 мерки за пречекорување на максимално пропишаната брзина. Од нив 5 пречекорувања биле за повеќе од 70, а 9 до 70 км на час. На сите возачи прекршители изготвени им се законски предвидените поднесоци и тие ќе се соочат со соодветни парични глоби и со мерка времено одземање на нивните возачки дозволи од 3 месеци до 1 година. Секторот за внатрешни работи Тетово денеска започна со практична имплементација на нов превентивно-едукативен проект Превенција од насилство во спортот, чиј носител е Одсекот за превенција. Со проектот ќе бидат опфатени околу 3000 ученици од 3-та година од сите тетовски и гостиварски училишта. Секторот за внатрешни работи Тетово денеска започна со практична имплементација на нов превентивно-едукативен проект Превенција од насилство во спортот, чиј носител е Одсекот за превенција. Со проектот ќе бидат опфатени околу 3000 ученици од 3-та година, кои следат настава на македонски, албански и турски јазик во сите тетовски и гостиварски училишта. Стручно обучени полициски службеници, учениците средношколци на посебни часови ќе ги информираат за законските импликации предвидени во Законот за спречување на насилство и недостојно однесување на спортски надпревари, а со кои можат да се соочат доколку иницираат или непосредно бидат инволвирани во инциденти на надпревари или манифестации од спортска природа и карактер. На часовите, исто така на учениците ќе им се укаже и на општествената и друга потреба за меѓусебно почитување и толеранција, без разлика на нивната етничка, верска и друга припадност, за воздржување од говор на омраза и за надминување на разните видови предрасуди и стереотипи. Проектот се планира да се реализира овој и идниот месец со цел преку информирање и едукација навреме да се превенираат можни инциденти и други несакани настани на спортските надпревари. Исламската верска заедница во Македонија вчера вечер ја организираше традиционалната ифтарска вечер. Заедничкиот ифтар е најголемиот и најубавиот момент и амбиент, затоа што ифтарот ги обединува луѓето во нивните чувства, во нивните срца, во грижата еден за друг, без разлика на расата, нацијата или верата. Ифтарот го докажува божествениот концепт на Свевишниот Аллах, дека човекот е најубавото и најомилено Божје дело и секоја тенденција да се омаловажува ова совршено Божје дело е против Божјата волја и закон. Затоа, ифтарот е најубав духовен момент на Рамазан, кога после постот доаѓа љубовта,
за еден кон друг, близкоста еден со друг, за јакнување на мирот, солидарноста, благосостојба, грижата и идејата за среќен живот за сите. Затоа, вашето присуство вечерва во овој скромен ифтар на оваа ноќ и на овој момент даде смисла, намера и волја да се избегне злото, деструктивноста, непријателството меѓу луѓето, да се искорени сиромаштијата и скудноста и да му служиме еден на друг. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.